Додека МВР најавува кривична пријава против објавувачот на најновите бомби, корисникот Елчека продолжува со објавување на нови прислушувани разговори на Facebook. Доцна синоќа Елчека на својот профил објави нови разговори за кои тврди дека наводно телефонски разговараат екс-министерот за правда Блерин Беџети со поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска во врска со екстрадиција на осуденик во случајот Монструм. Денеска пак објави два нови разговори меѓу лидерот на ДУИ Али Ахмети и екс-министерот Муса Џафери, каде наводно зборуваат за Охридскиот рамковен договор. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски денеска повтори дека полицијата го има детектирано лицето кое стои зад објавувањето на бомбите, а веќе Скопското обвинителство го истражува случајот, иако објавувачот не е анонимен и вчера се подбиваше со информацијата на МВР дека го утврдила неговиот идентитет. Нашиот сектор за компјутерски криминал работи, ние вчера информиравме дека е детектирано лицето кое што ги објавува и врз основа на постапките во јавното обвинителство преку меѓународна правна помош ќе побараме да и преку меѓународната полициска соработка, значи се водат постапки за справување со ова. И дел од државниот врв го коментираше објавувањето на бомбите. Председателот на собранието Талат Џафери, како дел од партијата на Ахмети, прашан дали ако во најновите нелегални прислушувани материјали за сегашни и поранешни највисоки функционери од ДУИ ќе поднесе оставка на функцијата ако се искомпромитирал самиот или биде во таков контекст споменат во тие бомби, кажа дека не коментира забранети и казниви работи со закон. Казниви работи нема што да коментираме. Премиерот Зоран Заев пак рече дека не слушнал дека се појавиле нови бомби и не може да ги коментира. Очекувам институциите да постапат, зашто финиширањето на пржинската влада и договарањето беше и правна регулација на неовластеното пуштање на промет на снимки, особено во делот на приватноста, рече Заев. Лицето Елчека тврди дека бомбите се добиени од тројца членови на Кумановската група, кои издржуваат казна во затворот Идризово, Сами Укшини, Вал Зека и Шех Халими. На својот профил Елчека вели дека се слушнал со еден од осудените за диво населје, командант со коли, и дека се договорила да ги објави сите бомби кои ги има.